Како наближува жетвата на оризот, така се зголемуваат реакциите на засегнатите страни околу оваа специфична земјоделска култура. Оризопроизводителите веќе се организираат на протести со изразување незадоволство поради проблемите со одгледувањето на културата, но и со барање за повисоки откупни цени. Поединци отидоа дотаму што бараат откупната цена на арпата да изнесува 62 денари или 1 евро за килограм. Тоа би значило дека белиот ориз може да достигне откупна цена од 120 денари или 2 евра. А колкава ќе биде цената во малопродажба, добро ќе кажат трговците. Па да се надеваме дека цената на оризот нема да падне сега на оризовата арпа. Моментално кај нас е застапена највише Сан Андрејата во нашите површини. Сега уште гледам дека површите 40 денари се нуди за реколтите. Релативно за арпата, тоа е релативно добра цена. Кај нас претежно земјоделците го продаваме како арпа, затоа што биењето на оризо зависно со рандамано, најрентабилно е кога го продаваш како арпа. Според докторот по земјоделски науки Добре Андов, оваа производствена година ќе биде специфична поради повеќе причини. Во полињата владее шаренило од сорти, потоа од посеви со одлични приноси до посеви без приноси, различен е и квалитетот што може да создаде дополнителни проблеми во пласманот. Имат влијание и високите температури, се појавува одредена стерилност при оплодувањето кај самото растение, така да може да видите во поле дека има 10-20% од самата метлица бела метлица, значи тоа са резултат на неоплодени зрна и тука се редуцира приносот, но сепак мислам дека просечно ќе биде добра година. Едно е сигурно, државата и општината и понатаму немаат квалитетна и долгорочна стратегија во оризопроизводството, поради што состојбите се такви какви што се. Во последните 2 децении и повеќе не е забележено напредување во ниту еден сегмент кога е во прашање културата. Наводнувањето се уште е површинско и стихино, никој не води сметка за семенскиот материјал, пестицидите и вештачките ѓубрива, жетвата, главно е со стари амортизирани комбајни. Сето тоа ја девалвира профитабилноста на културата и ги демотивира земјоделците.